Градоначалникот на општина Велес, Аце Коцевски, денешната пресконференција ја започна со тоа што ја соопшти моменталната состојба на ковид диагностицирани пациенти на територијата на Велес и Велешко. Потоа ги пренесе информациите од представникот на Министерството за внатрешни работи. Од 1 до 4 јуни изречени се прекршочни казни со платни налози за неносење заштитни маски на 96 лица. 63 лица се наоѓаат во самоизолација, 4 лица се со наредба за самоизолација, 3 лица од Велес се во државни карантини во други градови низ земјата. Во државниот карантин во хотелот Монтенегро во Велес има 67 лица, од кои денес ќе се заминат 33 и ќе останат уште 34 лица. Од 29 мај до денес во угостителските објекти, представниците од МВР СВР Велес заедно со државниот пазарен инспекторат имаат реализирано 6 асистенции. Констатирано е дека нема прекршување на пропишаниот протокол за работа на угостителските објекти, со исклучок на пабот, каде во континуитет се злоупотребува јавниот простор, се мисли на тротоарот, рече Коцевски и додаде дека со тоа се загрозува и безбедноста на одвивање на пешачкиот сообраќај. Градоначалникот на општина Велес продолжи да информира за активностите на Црвениот крст. Меѓу двете седници на општинскиот штаб за заштита и спасување имало еден повик за достава на храна на стари изнемоштени лица. Имало 4 повици за давање на психосоцијална помош. Ниедно јавување немало за помош од мобилниот лекар. Доставени се лекови на тројца пациенти на онколошката клиника од Скопје кои се во Велес. Добра вест е тоа што на 30 мај од Американската агенција за меѓународен развој USAID добивме 198 пакети со прехранбени производи и исто толку 198 пакети со хигиенски производи. Списоците се направени во соработка со Центарот за социјални работи. Во изминатите неколку денови разнесени се пакетите во околните населени места. Потоа градоначалникот Коцевски ја прикажа оценката за ситуацијата со коронавирусот во градот Велес. Нашата оценка е дека состојбата е стабилна во моментов, но место за опуштање воопшто нема, затоа што Велес заради својата местоположба и бројните контакти на нашите сограѓанки и сограѓани, заради своите работни обврски во Скопје и заради други причини, потоа етничкиот и религиозниот состав на населението веќе е утврдено дека имало контакти за време на празникот